Косово пред една деценија доби автопат кој не му треба изграден од Бехтел и ЕНК, а амбасадорот кој даваше поддршка на проектот доби работа во Бехтел. Foreign Policy подсетува на изградбата на автопатот долг 77 километри кој чинеше фантастични 1,3 милиарди евра, во како што се наведува во текстот, една од најсиромашните земји во Европа. Овкупниот капацитет на автопатот, кој чини речиси 17 милиони долари по километар, се користи само 1/3. Контроверзан е фактот дека една година откако тогашниот амбасадор на САД во Косово, Кристофер Дел, кој најмногу навивал за договорот, се пензионира од дипломатски функции и добива работа во Бехтел како специјален представник во Мозамбик. Откако Бехтел ја достави својата понуда за автопатот, според интервјуата со официјални представници од меѓународните институции, Дел изврши притисок врз косовската влада не само да го избере Бехтел, туку и да потпише договор со услови кои се поволни за корпорацијата. Овој проект е само еден од балканските на гигантот Бехтел кој се поврзува со сомнежи за корупција, наведува медиумот. Според истражувањето на Калифорнискиот универзитет Беркли, проектите од компанијата се непотребен луксус, а бројните проблеми се гледаат и пред да почне изградбата. Кој требаше да го користи косовскиот автопат? Одговорот се уште не е целосно јасен. Она што е јасно, сепак е дека автопатот е само најновиот проект изграден од Бехтел на Балканот, кој е погоден од загриженоста за деловните практики на корпорацијата, вклучително високите цени, лошата транспарентност и обвинувањата за корупција. За автопатот во Косово договорот бил потпишан во 2010, иако потребата од него ја доведуваа во прашање многу институции. Светска банка истата година посочи дека само 2 од 9 секции на патот ќе бидат економски исплатливи, а за ова косовскиот премиер Хашим Тачи кажа дека Светска банка сгрешила во извештајот. За фрапантната сума од 1,3 милиарди долари како и за делови од договорот кои предвидувале милиони за пренесување на опрема и механизација, која се наоѓала на самата граница со Албанија, реагирала цела експертска јавност, но попуста. Договорот беше потпишан и Косово има автопат кој не му треба. Уште од 90-тите компанијата Бехтел постигнувала договори за градење автопати во регионот на сличен начин со дипломатски притисоци и со директни договори со владите. И претходно имало пракса на криење на договорите. Ова било случај во Косово, каде ретко кој го видел договорот.